Романија, која е една од колевките на ракометот, но последните години малку каска во машкиот ракомет многу, а женскиот ракомет се шампиони на Европа, трети се на свет и нормално дека е предизвик да се дојде тука и да се работи. Мислам дека ова е еден чекор повеќе за мене. Нормално малку е проблем затоа што и тоа ме оптеретуваше многу што доаѓам од машки во женски ракомет, но консултации со моите родители, со моите пријатели, прифатив да бидам дел од сета оваа приказна и сега за овој месец дена мислам дека сум задоволен, без разлика на надпреварот сега што се игра, сепак играме овој чест да играш со прв надпревар со европскиот prvак за оваа година. Нормално ќе пробаме се што е до нас да покажеме што знаеме, иако во клубот нормално и меѓу девојките најбитно тоа што ќе ни се случи на 10 септември, тоа е прво коло на надпреварот со Нереа Слобозија. Не очекував на ваков пречек и ваква работа со оваа екипа. Мислев дека е тоа на некој пониско ниво, но желбата што ја покажуваат играчите и управата која се грижи околу клубот, мислам дека е на супер ниво и тоа ми дава за право да и моето некое мало знаење од ракомет да го доведам на некое повисоко ниво. Нормално барам прво самиот од себе некој резултат, нормално ќе побарам и од девојките. Денови ве читаме дека дел од романските клубови како што е Галација имаат финансиски проблеми. Каков одраз тоа ќе има врз романскиот ракомет? Па добро, не е тоа само тука, лигата си е таа што е, мислам дека едно од појаките заедно со унгарската лига. Галаци има некои проблеми, не знам сега точно какви, знам само дека Плоешти од една добра екипа дојде затоа што имаше тука некои избори, а тука све е поврзано со општината и нормално дека овие спонзори што се има спонзори, ви сами ќе видите дека сите овие надпревари, значи дали е женска или машка лига одат на национална телевизија, на спортските телевизии, значи сите надпревари се пренесуваат, тоа е многу битна работа. Не знам што да кажам, добро, и Галац во овој момент не е на ниво на мојата екипа, но се надам дека ќе биде се во ред, затоа што тоа е екипа која мојот татко мислам дека ја направи пред 30-40 години, се надевам дека ќе исфункционира како што треба. И за крај, вашата екипа ќе настапи во ЕХФ купот. Што да очекуваме на европска сцена? Треба да очекуваме многу работи, но мислам дека го добивме најтешкиот противник, пак е некој македонско дерби. Игра еден играч кој премногу го сакам, тој Елена Георгиевска, пред како човек, како играч, и она играше тука. Остави некој подлабок трак во романската лига. Се надевам дека ќе победиме и ќе одиме во групната фаза. Тоа е тоа. Фала. Ајде.